Кога ученикот го почитува правилото во училницата и надвор од неа, велиме, сме ја постигнале целта. Кога ученикот самиот ќе донесе некое правило и истото го почитува, успехот е уште поголем. Но кога ќе се обиде истото да го прикаже, илустрира и сподели, со единствена цел да делува на совеста на останатите, тогаш можеме да кажеме теоријата и практиката се споиле во едно за доброто на сите. Сообраќај. Наставна тема присутна во секое одделение. Денес, одејќи во посета на пожарната служба во нашиот град, учениците имаа за задача да го забележат однесувањето на пешаците и возачите. Зошто? Учениците како учесници во сообраќајот да ја почувствуваат вистинската природа на еден секојдневен проблем. Да добијат идеја која ќе ја преточат во правило. Да ја искреираат со помош на алатка за вештачка интелигенција и да ја споделат својата идеја надвор од училницата. За успешна реализација на нашите подготвени цели спроведовме активности поделени во 5 чекори. Прв чекор. На терен го наблюдувавме однесувањето на пешаците и возачите. Потоа нашите забелешки ги ставивме на хартија во форма на правила. Правилата ги дизајниравме во Magic Studio Canva. Ги испечативме и направивме во форма на знаменца и за крај на терен ги поделивме на пешаците и возачите. Што чудно забележавме по патот. 4 деца со слушалки на ушите одеа едно до друго на тротоарот и не се ни поместија за да може да поминеме и ние. Едвоје со Ауди не застани дока чекавме на пешачкиот премен. Да, тој разговараше на телефон, а забележав и дека напред седеше едно мало дете. Едно девојче, додека ја преминуваше улицата, занесено си разговараше на телефон. Да, јас го видов, дури не поминав на пешачкиот премен кој беше малце погоре. А чичката за слушалките во автомобилот, сите му свирија бидејќи многу важно возиш, се направи цела колона на коловози. Кога ќе минеш пешачки премин од музиката може да се занесеш. Не е добро да разговараме на телефон, бидејќи можеме да го сгрешиме патот. Не е правилно да се оди по тротоарот со слушалки, бидејќи ако сакаш да поминеш на другата страна, нема да видиш кај има пешачки премин и може да се судриш. Не треба да возиме и да разговараме и да носиме слушалки. Возачот не треба да слуша на слушалки додека вози. Canva ми помогна да го нацртам правилото. Пешаку, додека ти пешачиш, телефонот нека мирува. Јас запишав возачи и пешаци. Слушалките ми го одвлекуваат вниманието, а Canva со
со магична брзина го нацрта. Canva razvira matematičke zadaće na vistinu čudova. Vozač plus telefon jednako na opasnost. Страничката ни откри тайната на Magic Studio. Обожавам да пишувам реченици во Magic Canva. Сликите кои ги добивам во Canva се навистина интересни. Добив идеја што следно да направим. Canva е најбрзо од се. Не!